следува разговорот, како што веќе споделивме неколку пати со Кирил Пржоарсовски, кој што инаку е еколог и професор по биологија. Ова утро онлайн ќе го реализираме разговорот. Причината или поводот за интервјуто ни е одлична, со оглед на тоа што пред неколку денови беше промовиран сетот Водичи низ природата. Малку повеќе сакаме да посветиме внимание или минути во ТВ етерот за еколошката свест или несвест во нашата земја. Меѓутоа малку повеќе за истата можеби кај новите генерации, бидејќи идејата е овие водичи да бидат дел од образовниот процес во нашата земја. Кирил, добро утро до тебе. Добро утро и благодарам за поканата. Како си утрово? Раздвижено и турбулентно, ама сепак тука за нашата публика. Да. Честитки за водичите кои што неодамна беа промовирани. Ти си комплетниот автор на истите, илустрациите се нели направени од некој друг, ќе ја споделиме таа соработка. Меѓутоа ајде како нели еколог, како човек кој што со години се занимава со оваа проблематика и професија, од каде идејата или потребата за вакво нешто да се направи? Ова не е нели нешто прво за тебе, имаш и низа други изданија, меѓутоа конкретно овој сет од 3 водичи за природата. Да, благодарам за поканата. Недостатокот на литература наменета за природна наука за деца во Македонија е многу оскудна. И тоа беше главната причина зашто одва иницијативата, поддржана од фондацијата Трајче Мукетов, реши да создаде ваков проект од триплет изданија наменети за деца, односно за ученици од оделенска настава. Целта беше да се создаде триплет на така наречени водичи низ природата, преку кои учениците ќе се запознаат со 3 екосистеми: животот во шумите, животот во барите и езерата и животот во градското зеленило. Ова издание е некомерцијално издание и ќе биде дистрибуирано веќе од денеска низ сите училишта из Македонија или во поголемиот дел од училишта во Македонија, основни училишта во Македонија, и ќе биде дел од училишните библиотеки. Овој триплетово издание на Чудна шума е во коавторство со мене како автор на текстот и Хари Дудевски како автор на илустрациите. Целта е овие 3 водичи како триплети да бидат дел од наставата по природни науки за 3-то и 4-то одделение. Изната есен на почетокот на учената година, кога беше се уште во зачеток овој издание, ние го поделивме меѓу училишта на пилот тестирање со цел да видиме како ќе се однесуваат учениците и како дали ќе има. Како помина сето тоа? Па нашите наставници се жедни за литература на македонски јазик, особено за да, меѓутоа што е со учениците? Дали имаат интерес, дали 3-то и 4-то одделение може би идеалната возраст кога може да ги разбираат работите на таа возраст? Текстот е прилагоден за ученици и помали, значи тие треба само да знаат да читаат. Текстот е прилагоден за детско читање за училиште. Идеално е за 3-то и 4-то одделение, но може да се користи и за 5-то одделение. Така тоа барем е ставот на наставниците. Натре секој натре доаѓа комплет, поделен во 3 водичи. Секој водич натре е поделен во 3 дела. Во првиот дел ученикот, читателот, запознава со екологијата на екосистемите. Вториот дел се наредени неколку типични видови, сите видови на животни растенија габи, сите видови се дел од македонската флора и фауна, на македонски јазик се имињата, а третиот дел се насоки како можеме ние да ги заштитиме тие екосистеми, како човекот влијае на нив, од цел да се добие целосна слика. Сите трите триплети се направени во мал формат, прилагоден за детската рака, за да може децата да имаат навика да отварат книги, да референцираат, да користат книги. Ние живеевме изминативе декади во време на дигитализација, но се уште има многу големи вредности од користење, референцирање и читање на физички книги. Но со цел да не биде само ова еден триплет или неколку триплети што ќе имат во ученицата, ние подготвивме една онлайн алатка во форма на онлайн квизови, кој ќе ги следи составот и содржината од овие прирачници. Значи, наставникот по негов избор може да користи овие прирачници за читање, за пополнување на наставата, да се користи за теренска настава, пошто се џебни изданија, а исто така може да користи за цртање, за инспирација за цртање на екосистемите или пак за некоја форма на тестирање на знањето преку нашите онлайн квизови. Значи целокупна настава. Одлично. Велиш од денеска ќе бидат дистрибуирани низ цела земја, зборуваме за основните училишта, ќе ги има овие водичи во библиотеките, така, ќе бидат достапни. Да, имаме ние со помош на организацијата Пријатели на образованието, ние стапивме во соработка со оделенски наставници од цела Македонија, буквално од цел регион. Не може да се опфатиме сите училишта, сепак се збор за ограничено издание, но во најголем дел ќе бидат опфатени
и рурални и урбани училишта, и тие ќе бидат дел од наставата. Освен тоа, ќе бидат овие пречи се делат и во библиотеки, во организации кои се занимаваат заштита на животна средина, извидници, центри за едукација, значи секаде каде што има ученици од оделенска настава, значи таа генерација за може да се користат. Така, Кирил, велиш минатата година беше ова пилот проект, помина добро, па од таа причина и веќе нели ќе започне еве конкретно од денеска со дистрибуција во многу бројни училишта ширум земјава, дури и во руралните средини. Па прашањето ме води кон тоа дали можеме да зборуваме за тотална несвест или свест еколошка кај младите генерации. Верувам дека тие се малку посвесни од овие повозрасните. Меѓутоа, со овие водичи подеднакво може да се делува и кај повозрасната категорија на луѓе. Некако да го ставиме прстот на чело, да се освестиме за тоа што се и правиме на животната околина во која што живееме. Па јас така некој би заклучил. Значи, проблемот може да се гледа од три аспекти. Првиот аспект дека новите генерации забележуваме дека се многу свесни за животна средина, особено за аспекти како климатски промени, па затоа помеѓу младите во Европа се јавува појава на климатска анксиозност, во кој младите се загрижени за својата иднина во очи на климатските промени. Вториот аспект дека државните системи кои треба да хранат програмата за настава, да ги прават наставните програми, имаат став дека климатските промени, еколошката тема се застапени доволно во програмата, дека нема потреба од дополнителни активности. За разлика пак тоа наставниците сметат дека не е доволно и треба уште повеќе и работка и од државата, соработка со научни организации, научни посети по музеи, институции, факултети, така да постои жет и кај наставниците и кај учениците поише да изучуваат за природата, особено за проблеми кои се бават со локална средина, значи проблемите што се во градовите, во државата, се познат со локалната биолошка разновидност, националната биолошка разновидност, значи постои сериозна потреба и желба од учениците да учат за овие теми. Колку учениците или младите, доколку имаат желба да се вклучени во вакви, би рекла, еколошки процеси, истражувања, нели велиш се повеќе ги интересираат климатските промени, некоја еколошка анксиозност се јавува кај нив, бидејќи сериозно размислуваат за тоа што се случува на планетата Земја или конкретно на нашиот регион во кој што ние живееме и делуваме. Доколку сакаат да активно се вклучат, имаат ли можност тоа да го направат во, не знам, посебни секции, во некои проекти, истражувања и слично? Па, со оглед на тоа што и ти си нели професор, верувам дека поблиска ти е комуникацијата со младите. Па да, ово издание, нашата замисла беше наменета за оделенска настава, каде што повеќе тие воншколски активности функционираат или на ниво на секции. Но да се разбереме, во државата тоа се е следено на амбициите на одредени наставници или група на наставници. Да, така. Поединци, да. Значи, кои што се малцинства, би рекла? Па да, значи сега кога ќе пристапуваат невладни организации и народни организации кон училиштата за соработка, да се развијат еколошки програми, да се подобри состојбата во училиштето, аспект на одржлива енергија, одржливо користење, се следува на индивидуален желба на индивидуалец. Значи еден наставник или група наставници кои имаат желба да работат, имаат еколошка свест која сакаат да пренесат на своите ученици, немаме по-сериозен пристап кон темата, а Македонија како држава и цел регион сега се очуваат со последици од климатски промени, значи ние ги живееме климатските промени, имаме суши, имаме временски непогоди, инвазивни видови, значи ние веќе ги живееме. Немавме снег долг период од зимата и така, значи ние веќе ги живееме климатските промени за разлика од нашите соседи во Западна или Северна Европа, че ние сме тука, сме на браникот на климатските промени и нема по-испатливо вложување од да се вложува во образование. Значи сите тие инвестиции кои треба да се наменат за некои козметички промени во еколошката свест, треба да се наменат кон еколошко образование. Тоа е мојот став и затоа ние го правиме. Најсигурно влог е вложување во образование. Токму така и се сложувам, Кирил, и верувам дека твојата иницијатива заедно со оние кои што споменавме поединци, а сте малцинство, ќе стигне до вистинските институции или луѓе кои што за жал се уште можеби размислуваат дека и не постојат
климатски промени. Колку нашата територија или нашата Македонија е засегната или еве споделивме дел од работите суши, немањето снег, Европа го чекаше снегот со месеци, некако покасно дојде, меѓутоа можеби сето тоа е резултат на климатските промени. Некои прогнози можеби за блиска иднина што може да дополнително да ги освестат граѓаните за времето во кое што живееме? Па постојат научни претпоставки и постојат, како што кажа, научни прогнози. А во сите извештаи што ги добиваме од светска организација кои занимаваат со клима, со биолошка разновидност, ние се точи неколку последици како регион, бидејќи таму не се работи на држава национално ниво, него збориме за регион. Значи Балканскиот полуостров и Медитеранскиот појас каде се наоѓа Македонија. Так. Ние веќе ќе живееме, но ќе се интензивира. Значи се поголеми суши, недостаток на вода, се поголема инсолација, значи поголема изложеност на сончева енергија, имаме несериозна деградација, уништување на екосистемите, особено шумите, ќе дојде до загуба на влажни екосистеми и езера, што веќе не го имаме сведоштво за тоа, потоа ќе бидеме на напад од инвазивни видови кои од југ ќе доаѓаат кон Македонија, барајќи поладни средини, бидејќи таму доле ќе нив се стоплува. Потоа ќе имаме влијание врз земјоделство, за кое имаме докази, значи земјоделските култури ќе имаат се потешко успех се потешко ќе успеваат од недостаток на вода, превисоки температури, појава на штетници. Потоа ќе имаме ние можност за појава на климатска миграција, односно луѓето во не така блиски иднина ќе почнат да мигрираат од југ кон север. Ние сме први од север од Африка, значи од Африка северно е Балканот. Така да ние веќе за тоа не се веќе прогнози, туку работи кои веќе се случуваат, па така има региони во Македонија кои стануваат без вода. Они се под удар на силна ерозија поради тоа. Има делови, имаме несведоштва како таа ерозија влијаеше врз животите, имавме еколошки катастрофи како што е Стајковци и така натаму. Значи ние веќе имаме не се ни претпоставки, тоа се веќе прогнози, но и случувања кои ги имаме во очи на климатските промени. Едно што може да направи државата за адаптација, да се спремиме за тие промени, друго што може да направиме да ги превенираме тие промени. Но на крајот све, значи основата е тоа дека новите генерации кои ќе дојдат, ќе бидат еколошки образовани, што ќе бидат еколошки свесни, да помогнат во тој процес за неколку години. Значи, они се што е прво деление за 20 години, за помалку 20 години ќе биде веќе и за како зрел човек со семејство што ќе работи, значи не е така тоа далеко во иднината. Да, и ќе биде еколошки освестен, што е многу важно и што е верувам дека целта на голем дел од вас, особено нели професорите кои што се залагате за создавање на здрави идни генерации. Сосема за крај, соработката е со О2 иницијативата, која што знаеме, нели, изминатиот период со години наназад, нели се залага и за загадениот воздух, за аерозагадувањето како голем проблем. Верувам дека и тоа има голем удел, веројатно, во сите овие климатски промени. Сосема за крај, Кирил, можеби твојот апел, совет до возрастните кои што не гледаат ова утро, затоа што и на нив им треба едно мало подсетување или освестување, но се разбира и за младите генерации. Па, кај нас кога се станува збор за загадување, особено загадување на воздух, на почва и на вода, често се гледа кон институциите како извори кои одговорности, но постои граница помеѓу тоа што се може да направи државата, институциите, а што може да направиме ние граѓаните. Кога станува збор за животна средина, секој поединец има многу голема улога. Нашите дневни избори зависи како ќе биде нашата животна средина. Нашата навика да користиме пластика со еднократна употреба, да имаме енормна употреба на природни ресурси од аспект на вода, потребата да користиме индивидуални возила. Значи многу од тие начини на кои влијаеме, многу имаме лични избори. И сега го станува збор за пластика, личниот избор е наш, дали не ќе земе пластична кеса, дали не ќе земе чашка за еднократна употреба, што таа пластика, без разлика дали државата рециклира, не рециклира, дали таа чашка ќе одлета во ветерот, ќе замине во реката, наша е одговорност, така. Секој наш чекор што го правиме кон природата може да води до иреверзибилни, до неповратни промени. Че мора да сме свесни, еден човек може да предизвика еколошка катастрофа, исто како што може да предизвика една фабрика. Значи, одговорноста носиме се нормално, ако станува збор за индустрија, тоа е на многу поголема, на скала на поголем размер, но сепак секој од нас има во себе потенцијал да предизвика еколошка катастрофа, да не го забравиме тоа. Така да одговорноста е на поединците, па после на државата. Тоа е најглавното. Кирил, ти благодарам многу за овој разговор и за овие убави и корисни совети кои што ги дадовме до граѓаните. Се надевам дека колку толку барем ќе ги замислат и дека барем, не знам, еден, двајца да направат некоја промена, ќе бидеме срекни, па тие да бидат пример за останатите. Се радуваме што заеднички и вие и ние како медиумска поддршка ваша создаваме нови идни генерации кои што споменавме ќе бидат малку еколошки посвесни и дека повеќе, нели,
ќе делуваат на целата оваа проблематика која што веќе засега секој еден од нас. Ти благодарам за ова интервју. Се благодарам многу.